Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Во Кина нереди пред продавниците на Apple за iPhone. Картер е во Египет, ќе ви кажеме зошто, а Иран сад тензиите со нов развој. Еве ги вестите. Вестникот New York Times цитира неименуван американски официјален представник дека Вашингтон испратил порака до иранскиот верски лидер Ајатолахот Каменеи дека затворањето на теснецот Ормуз ќе испровоцира американски одговор. Поранешниот американски претседател Џими Картер вели дека египетската армија треба комплетно да биде подчинета на избраните представници по транзицијата кон граѓанска влада подоцна годинава. Тој рече дека имало нерегуларности, но оти севкупно според него доследно е представена волјата на народот. Apple јави дека ја суспендира продажбата на последниот модел на iPhone во Кина, откако муштериите, кои со часови чекале пред продавницата, се степале со обезбедувањето и фрлале јајца врз излогот на компанијата во Пекинг. На собраните муштерии кои со часови чекале на студеното време станале гневни кога им било кажано дека нема да можат да го купат најновиот модел на iPhone зашто бил распродаден. Многу западни држави ги охрабруваат своите жители да возат велосипед до работа, во напор да се намали згуснатиот сообраќај и да се помогне во заштитата на животната средина. Во Вашингтон и блиските населби, локалните влади го прават возењето велосипед животен стил. Погледнете како тоа оди. Ова е една од многуте локации на байкшер во југоисточен Вашингтон. Изнемување велосипед е лесно, како 1, 2, 3. Се што треба да сторите да имате кредитна картичка. Кога таа ќе биде прифатена, изберете какво членство сакате. Системот ќе ви испечати сметка со код да го отклучите велосипедот. Внесете го кодот со дигиталниот часовник, се пали зелено светло и може да го земете велосипедот. Ако се предплатите на година, добивате пластичен клуч што оди во овој електронски часовник. Враќањето на велосипедот исто така е лесно. Одите на која било локација на байкшер, го ставате велосипедот назад на место. Локалната влада на Вашингтон ја започна програмата во септември 2010-та. Денес има 134 локации со 1100 велосипеди во главниот град и соседната населба Арлингтон во Вирџинија. I love it. I use it every single day to get to school. And it has built-in lights. The lights turn on. Крис Холбен е директор на проектот. Програмата нуди голем број опции за членство од еден ден до цела година. Холбен вели дека се повеќе луѓе се пријавуваат. Имаме околу 20.000 годишни членови, но имаме и околу 90.000 посетители во градот кои ја користат програмата, туристи и луѓе кои се овде само за еден ден. За последнава година овие велосипеди беа користени за 1 милион превози. Холбен вели дека 5% од корисниците на нивните велосипеди велат дека би возеле автомобил ако ова не беше достапно. Тоа значи во градот има 50.000 помалку патувања со автомобил. Во многу земји во развој, често луѓето кои користат велосипед за превоз се сметаат за сиромашни, зашто автомобилот е статусен символ. Холбен вели дека има се повеќе национални херои, како што вели, кои се борат против таквата перцепција. Имиджот за лицето на велосипед брзо се менува. Овде во Вашингтон тоа станува животен стил, прашање на избор. Добар од многу причини. Има само една работа за која Холбен вели дека треба побрзо да се движи, да се обезбеди поголема безбедност за велосипедистите. Ново истражување може да помогне да се стави крај на вечната дебата за тоа кој е најдобар начин да се изгуби вишок од килограми. Истражувачите нашле дека и покрај тоа што многу елементи се важни за добра диета, еден нема конкуренција. Внимавање на калориите што се внесуваат. Иако ве разочаравме, иако се согласувате, гледајте понатамо. 60% од возрастните американци се со вишок килограми, а повеќе од 30% се предебели. Американците не се единствени кои имаат проблем со килограмите. Светската здравствена организација вели дека прекумерната дебелина достигнува епидемски размери на глобално ниво, со повеќе од 1 милиарда луѓе во светот. Доктор Дариуш Мозафаријан,
го истражувал односот меѓу диетата и хроничните заболувања на школата за јавно здравје при Харвард. Потребни се промени во фокусот и вниманието што се посветува на диетата. Но луѓето се обидуваат да ги сменат навиките за јадење и да ја намалат тежината со разни видови на диети. Некои препорачуваат кратење на јаглеродните хидрати, други на масленоста, трети велат да не се внесуваат повеќе протеини, некои па го тврдат спротивното. Пораките може да бидат конфузни. Доктор Џорџ Бреј е од биомедицинскиот истражувачки центар во Пенингтон, Јужна Луизијана. Тој сакал да види дали внесувањето на протеини има ефект врз големувањето на вишок килограми. Истражувањето имаше цел да ги истражи ефектите од различните видови на протеин врз севкупната бројка на калории што се внесуваат. 25 здрави возрастни лица учествувале во истражувањето. Даниел Кун бил еден од нив. Тој и другите внесувале поречиси 1000 калории дневно над потребите. Јадев вистински путер, вистински шлак и работи кои обично ги избегнувам. Сите учесници имале диета со ниска, нормална и зголемена протеинска храна. Резултатот, сите ставиле по некој вишок килограм. Доктор Мозафаријан вели дека не се работи само за колку храна се внесува, туку каква храна. Овошје, зеленчук, риба, маслиново масло. Тоа се здрави состојки ако се внесуваат секојдневно. Не само што ќе го намалите вишокот килограми, туку и ќе помогнете да се забави епидемијата на хронични заболувања, кои доаѓаат со преголемата дебелина. Сте слушнале дека е криза во САД? Криза е во цел свет. Но знаете што? Луксузните автомобили овде одат како алва. За сите прашања одговорите во понеделник во Newsflash. Продажбата на BMW и Rolls-Royce рекордна. Тренд што не се очекува да забави. И покрај се. Гледате зошто во понеделник во Newsflash. Ко гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за ова недела. Не заборавете, ако веќе не сте го направиле, да појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com за бесплатниот календар што го доделува Гласот на Америка. Се разбира, може да појдете за ова и на Facebook. Убав викенд!